Премиерот Христијан Мицкоски трајно ќе се повлече од политиката ако лидерот на опозицијата Венко Филипче заедно со Фрчковски и Жерновски до пролет најдат макар и еден мигрант во Македонија. Во спротивно, јавно да се извинат, изјави денеска Мицкоски по обвинувањата на Филипче дека Македонија во договор со Британија ќе прими мигранти. Оставам простор до пролет Венко Филипче заедно со професорот Фрчковски, заедно со Андреј Жерновски да бараат низ Македонија и да најдат мигрант кој што е дел од овој договор со Велика Британија или било каков договор кој што сме го превземале. И ако најдат еден, јас трајно напуштам политиката. Во спротивно, они да ми се извинат на мене и на граѓаните што шират паника без потреба. За обвинувањата на опозицијата дека во буџетот недостасуваат 1 милиарда евра и дека за сметка на примање на мигранти од Британија Македонија ќе се задолжи со овој износ, премиерот демантира. Ние нема да се задолжиме за да го зголемиме долгот, напротив, на крајот од годината тој долг ќе биде помал од оној кој што сме го имале. И еве втора работа ќе кажам, следната година треба да вратиме нешто повеќе од 2,2 милиарди евра. Ке ги вратиме сите тие пари кои што тие претходно ги украдоа. И за стабри, и за марихуаните, и за ред други скандали кои што ги имаа во минатото, се надевам дека сега новиот обвинител и ослободеното обвинителство многу поефикасно и многу послободно ќе работат отколку овој октроираниот кој што конечно заминува односно ќе замине од таму каде што е сега. На новинарското прашање дали премиерот останува на ставот дека не се потребни дополнителни мерки за цените на храната и дали пред нова година владата ќе излезе со предновогодишна кошничка, Мицкоски со став. Имаме индиции за скриени маркетинг услуги, даватели на скриени маркетинг услуги, кои што ги плаќаат одредени производители, дистрибутери и така натаму, кои што потоа се пренесуваат во крајната цена која што ја плаќаат граѓаните. За жал, до овој момент имаме само индиции, никој не сака да посведочи. Кога би посведочил, ќе не биде нас многу поедноставно во делот на истрагата. Затоа јас апелирам до сите трговци, до сите производители, оваа нефер трговска пракса која што ја прават дел од маркетите преку одредени маркетинг услуги, истражување на пазарот и слично, да наплаќаат некакви маргини, кои што потоа на крајот од денот граѓаните преку цените на производите ги плаќаат. Ги повикувам, ве молам, помогнете за да помогнеме.